Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Стартуваше вакцинирањето на домашните миленици. Истото е задолжително и изнесува 590 денари. Чипирањето пак, што започна пред минатата година, досега се вршеше бесплатно, а од сега ќе чини 1000 денари по милениче, истакнуваат од ветеринарните амбуланти. Чипирањето на домашните миленици, кое досега беше бесплатно, од сега се плаќа 1000 денари, истакнуваат од ветеринарната амбуланта Ветмед во Кочани. Вакцинирањето пак против болеста беснило започна да се врши и ветеринарните станици и годинава, според програмата за работа и календарските активности овој месец, па се до крајот на март, ќе ги вакцинираат домашните миленици против болеста беснило, иако акцијата се спроведува во текот на целата година. Како и секоја година, во периодот од јануар до месец март, активноста прво започнуваме со вакцинација на кучињата против беснило, а воедно знаете дека и отпочна од минатата година и чипирањето на кучињата. Цената на услуга на вакцинацијата по куче изнесува 600 денари, 590 денари, 600 денари практично, и во цената не влегува пасошот, односно метнувањето на чипот. И во Кочани и околината се обезбедени доволен број вакцини против беснило, а тече и чипирањето на домашните миленици, истакна Ѓорѓе Атанасов, ветеринар во Кочани. Тој додаде дека вакцината против беснило чини 590 денари, а на територија на општините Кочани и Зрновци, кои што ги покриваат, треба да се вакцинираат околу 1000 кучиња. Вакцинирањето на домашните миленици против болеста беснило е задолжително со закон. Досега во Кочани се вакцинирани мал број домашни миленици, но ветеринарите очекуваат дека сопствениците на кучиња и мачки навреме ќе ги вакцинираат своите миленици. Оние кои нема да го сторат тоа ќе се соочат со парична глоба од 500 евра. За оние кои што нема да ги вакцинираат, верувајте, тоа е наредба од Агенцијата за храна и ветеринарство. Ветеринарната инспекција ќе постапи онака како што е во правилникот, ќе бидат немилосредни, ќе бидат казнети сите оние држатели на кучиња кои нема да ја спроведат наредбата, односно нема да ги заштитат своите кучиња против болеста беснило. Годинава Агенцијата за храна и ветеринарство ги задолжи ветеринарните станици да спроведат активности за земање мостри од крв за анализа за испитување на болеста бруцелоза кај ситниот добиток. По 10 години од масовно спроведената акција за вакцинирање на овците и козите, ќе се испитува колкав е ефектот и дали болеста е присутна или е искоренета во стадата на сточарите. Што се однесува за болеста африканска чума кај свињите, во земјава не е детектирано присуство на болеста, ниту кај дивата, ниту кај питомата популација на свињите, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство, откако завчера во Грција беше потврден првиот случај на болеста. Поради постојање опасност од појава на болеста и во нашата земја, за нејзино спречување, одгледувачите на свињи, ловните друштва и граѓаните треба да ги почитуваат заштитните мерки, а тоа се задолжително ако се најде да се пријави пцовисена свиња, питома или дива, бидејќи во труповите на умрените животни вирусот опстојува долго време и може да биде една од причините за појава и ширење на болеста. Сдруженијето Грин од Кочани организираше хуманитарна акција за помош на лицата во социјален ризик. Преку донации обезбеден е училишен прибор и други реквизити за учениците чии семејства немаат финансиска можност да им ги обезбедат. Ранчиња, училишни торби и прибор, спортски реквизити и друга опрема што им се неопходни на учениците, обезбеди граѓанското здружение Грин од Кочани за децата што живеат во семејства од социјален ризик. Иако примарна активност на здружението е да работи на зачувување на животната средина и против загадувањето на воздухот, неговите членови истакнаа дека и хуманитарното действување е дел од нивната програма за работа. Помошта за учениците е обезбедена преку донации од наши иселеници во странство. Ова е донација од господинот Владко Ужевски, кој е представник на ХОП, хуманитарната организација на светско ниво. И понатаму ќе продолжиме исто со вака хуманитарни организации, со крводарителство, помагање на луѓето од ранливата категорија и останува да со граѓаните наши да кооперират колку што е можно повеќе, да имаме работилници околу екологијата и да помагаме на пославите.
Освен обезбедувањето помош за учениците во социјален ризик, од Сдруженијето најавија дека е планирано и предавање за најмладите, а тема е екологијата, рециклирањето на отпадот и зачувувањето на животната средина. Иако бил упатен повик до училиштата за соработка, сепак од некој од нив не бил добиен потврден одговор. Повикуваме луѓе кои треба да дојдат да се ги подигнат. Инаку имаме список на ученици од ранливата категорија, тие ќе дојдат, тие се повикани од училиштата, тој список ќе го исполниме, ние имаме тука доволно, така да ќе отидеме во село Нивичини, ќе бидат исто донирани, ќе бидат донирани во село Подлог, во зависност колку ќе останат, ќе бидат разделени по училиштата. Николов најави дека граѓанското здружение Грин ќе проложи со хуманитарните активности и во наредниот период. При тоа очекуваат нова помош, за што лицата за кои таа ќе биде наменета навреме ќе бидат информирани. Пресконференција одржа Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани, на која беше нагласено дека неопходно е рекреативниот центар Пониква да стане проект на државата за да се добие поддршка за развојот на туризмот. И од средбите кои што ги остваруваме со нашите сограѓани, и од средбите кои што ги оствари председателот Христијан Мицковски, дознаваме дека ситуацијата во која што живеат нашите сограѓани е многу лоша, алармантна и е потребна брза и итна обнова на Македонија. Една од работите за кои што ние се заложивме и инсистиравме председателот да го посети скијачкиот центар на Пониква е тоа дека Пониква треба да прерасне и да биде државен проект. Се покажа дека општините, нашата општина и соседните општини под кои што потпаѓа овој скијачки центар немат доволни капацитети за да успеат да го развијат скијачкиот центар онака како што тоа му е потребно на Кочани. Затоа, ние како Општински комитет побаравме развојот на центарот да стане државен проект. Тоа ќе биде на доброто не само за членовите на ВМРО-ДПМН, туку за сите наши сограѓани без разлика на која политичка партија им припаѓаат. Токму поради ова, ние сметаме дека од сега па се до 12 треба да се води една кампања каде што ќе зборуваме за придобивките и за она што треба да се случува во иднината. Обновата ни е потребна. Затоа им порачуваме на социјалдемократите да намалат со предизборната хистерија и со предизборната шизофренија која што ја има во нивните редови, затоа што знаат што ги следува и што ги чека по 12. Председателот на Општинската организација на СДСМ од Кочани, Гоце Серафимов, испрати писмено известување во врска со барањето од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН да одговори дали тој како раководител на Центарот за јавно здравје го доставил годишниот план за вработување за 2019 година. Локалното ДПМН и координаторот Миле Левков во кукузелски стил сака да ја дефокусира јавноста со приказниот типот дали и кога е поднесен план за вработување за 2019 година, а знае дека ваков документ се поднесува во 2018 година. Бидејќи во тоа време не сум бил дел од односната институција, а тој документ не е од јавен карактер, нема да го коментирам. Левков прашува, а всушност треба да одговора, затоа што јавноста веќе предолго ги чека информациите за јавни набавки за школски превоз, кога автобуските карти имаа авионски цени. Левков беше еден од директорите на училиштата во Кочани, но до денес не објасни зошто ученичкиот билет од Кочани до Грдовци чинеше 130 денари во еден правец и колку тој профитираше од ваквото директорување, исто како и бившите директори кои се членови во неговиот општински комитет. Да ве подсетам, 2017 за превоз на ученици во локалната гимназија се потрошени 4,3 милиони денари, додека 2019 година се 2 милиони денари. Тоа се суми од 2,3 милиони денари по училиште. Суми толку неопходни кои годинава се искористија во обновување на санитарните јазли, кои беа оставени во неупотреблива состојба. Тоа е нивното домакинско работење. Дали провизиите може да се видат на нивните Facebook профили со слики од патувања во странство. Ова е за една година. Пресметајте години наназад, пресметајте колку други јавни тендери имаат поминато на овој начин. Ова е нивната причина за борба за власт. Ова е квази патриотизмот за кој се залагаат да се врати.
Ова е причината зошто не сакаат во ЕУ и НАТО. Таму вакви приказни не поминуваат. Се вели во писмената реакција на претседателот на Општинската организација на СДСМ Кочани, Гоце Серафимов. Писмен одговор на реакцијата на претседателот на Кочанскиот огранок на СДСМ испратија од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани. Поради тоа што претседателот на Општинската организација на СДС во Кочани не даде одговор на прашањето, ве информираме дека согласно официјалната евиденција во Министерството за информатичко општество и администрација, 550 институции немаат годишен план за вработување за 2019 година или имаат негативно мислење за поднесениот годишен план за 2019 година и согласно член 20б став 9 од Законот за вработени во јавниот сектор, институциите не можат да спроведат постапка за вработување на неопределено работно време. Една од тие институции кои немаат годишен план за вработување за 2019 година или имаат негативно мислење за поднесениот годишен план за 2019 година е јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Кочани. ВД директор во оваа установа е претседателот на Општинската организација СДСМ Кочани Гоце Серафимов. Книжевно матине со писателот Трајче Кацаров ќе се одржи в среда 12 февруари во 11 часот и 30 минути во Центарот за култура Бели Мугри, кога ќе биде промовирана и неговата книга Приказна за мачорот Ал. В среда 12 февруари во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде промовирана книгата Приказна за мачорот Ал на Трајче Кацаров. Станува збор за книга во која мачорот Ал е стар и изнемоштен, а покрај тоа и мрзелив. Затоа бара лесна работа, но богато да ја се храни. Кралската круна и кралскиот престол ги наоѓа како идеална прилика за реализација на неговата идеја. Мрзата, гладот и болната амбиција го спобуделуваат, па на вистинскиот свет гледа од свој агол. Поаѓајќи од девизата дека секој може да биде крал ако има кралство, се прогласува за крал на кралството на 7 канти во улицата Бистра Боза. Кантите се заборавени и од оние што фрлаат смет и од оние што ги празнат. Па оставени на себе, издупчени и празни, ја отежнуваат положбата во која се наоѓа гладниот и лут самонаречен крал мачорот Ал. Во приказната на алегоричен начин, преку мачорот, гладните мачки, кучињата и глувците се исмејуваат човечките особини како што се лакомоста, алчноста, мразеливоста и желбата за власт. Вака прикажаната содржина на приказната ја прави читлива и достапна и за возрастната публика. Издавач на книгата Приказната за мачорот Ал е издавачката куќа Просветно дело од Скопје. Чин на осветување и поставување на честниот крст на куполата на храмот, што е во изградба, посветен на Свето Преображение, ќе се одржи в среда на 12 февруари. Од Кочанскиот храм ги повикуваат верниците да присуствуваат на тој чин кој ќе го изврши владиката Иларион. Среда 12 февруари, кога се чествува споменот на светите три светители на храмот кој е во изградба, а е посветен на Светото Преображение, кој се наоѓа во местото викано Стопански двор наспроти фабриката Руен, со почеток во 11 часот и 30 минути, ќе се изврши чинот на осветување и поставување на честниот крст на куполата на храмот. Чинот на осветување ќе го изврши митрополитот Брегалнички Иларион. Од Кочанскиот храм ги повикуваат сите верници на заедничка молитва за поголема духовна радост. Светата православна црква во среда чествува еден голем спомен на Тројцата столба или кај народот познат како Три светители. Празник посветен на светиот Василий Велики, Григори Богослов и на светиот Јован Златоуст. Оваа година за наша голема радост и не само на Кочанската црква, туку на целиот град е тоа што како што знаеме сите, започнато со изградба на новиот храм посветен на Светото Преображение, храм кој што се наоѓа во местото викано Стопански двор или Карши Руен. Како што граѓаните се информирани, а и веќе може да се види веќе надзирна куполата на храмот. Па бидејќи црква се гради еднаш во векот, имаме таа чест и задоволство да бидеме сведоци на поставување на Светиот крст. Еден чин кој што ќе се одржи во среда со почеток во 11 часот и 30 минути, чинот на осветување и на поставување на честниот крст на куполата на храмот во изградба ќе го изврши неговото високо преосвештенство
митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на повеќе свештеници овде од Кочани. Ова е еден апел за покана на сите верници кои што сакаат да бидат сведоци и да бидат исто така и молитвена поддршка за овој настан, да дојдат на закажаното место во, како што кажеме, во 11 часот и 30 минути, заедно радосно да го прославиме овој чин кој што буквално еднаш во генерацијата може да се види. Ова е убав чин на градење нови цркви, кога верниците од тој дел во градот би добиле храм во своја близина за извршување на верски обреди и упатување молитви кон Бога. Владиката Иларион пред известно време апелираше ваквиот пример на изградба на нова црква да го следат и други верници кои имаат можност за такво нешто. Следува информацијата од спортот. Без пласман и медали останаа кочанските каратисти Мартина Шахинова и Ѓорги Петров на Европското првенство во кадетска конкуренција. И покрај тоа, учеството на првенството како македонски репрезентативци за нив е големо признание. Кочанските каратисти Мартина Шахинова и Ѓорги Петров, кои се членови на карате клубот Партизан, останаа без медали на Европското првенство за кадети, јуниори и каратисти до 21 година, што се одржа во унгарскиот главен град Будимпешта. Иако тие се надеваа дека можат да направат изненадување и да се вратат со некое признание, сепак и самото учество на Европското првенство и тоа што се изборија за место во македонската репрезентација може да се смета за голем успех. Шахинова настапи во категоријата до 59 килограми и загуби во првото коло од представничката на Норвешка со резултат 1:3. Петров пак, поради мало невнимание во третото коло, остана без борба за бронзениот медал. Тој настапи во категоријата до 61 килограм и во првото коло беше слободен, додека во второто со 1:0 го совлада холандјанецот Гино Филипен, за во третото коло по невниманието да му дозволи на надпреварувачот од Романија Ангел Александру да му зеде поен и да го загуби надпреварот со 0:1. Сепак, учеството на Европското првенство и за двајцата млади каратисти е голем успех што заедно со признанијата за спортист на Кочани за минатата година представува мотив повеќе да работат и да освојуваат медали на некое следно големо надпреварување. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.